генезата, пред да ги проучуваме нели античките митови, треба да го прочитаме Крсте Петков Мисирков. Еве сега ќе ти прочитам грчки вестник Емпрос од 8 јули 905 година, каде што од Австрија доаѓа ова, вели вака. Од пред неколку месеци беше формирана во Битола од страна на македонската организација комисија чија задача е создавање македонска граматика. 905 година. Еве, например. Така да сега знаеш кога ќе се надаваме кој... Прво, мора да е јасно дека е тоа пред 110 години. Значи, други услови. Немало телефон, па да ми се јави Емилија Гелева. Така, немало ова, имало магариња, имало закани, имало големи нации и народи и држави кои тука удирале, мавале, пуштале своји учители, своји свештеници, своји војски, така да не може баш така тоа да го погледнеш ти од тоа. Знаеш, пишало, ете има да кажеме што ти знам се, ако сакаш да имам натаму, дека еден куп се вака, Миленко, ние како нација мораме да се попираме на некои наши авторитети, потврдени, делумно потврдени. Крсте Петков Мисирков е најпотврдениот авторитет во поглед на она што се нарекува создавање на македонска нација. Значи, целата теза на Крсте Петков Мисирков 1903 година е многу јасна. Во овој момент не постои македонска нација. На 5 места спомнува со познатата реченица: тоа што не било за наназад, не значи дека не може да биде за нанапред. Добро. Истото. Доктор Карло Блинд, дозволи ми се. Учените од Комитетот на Сандански создаваат граматика на македонски јазик како јазик на целата област. Дијалектот на битолскиот вилаец се земал за основа на тој нов македонски есперанто. Ова е некој таму странец. Новиот македонски јазик требало да го истисне српскиот и бугарскиот јазик од Македонија, бидејќи македонскиот јазик бил различен од тој што се зборувал во Бугарија и Србија. Значи, 905. Сите тие работи, значи, се надоврзуваат на оваа работа. Меѓутоа, значи, дозволи ми, значи, да го цитираме таткото на македонската нација, јазик и култура. Тој во 1903 година, значи, го читаме. Го читаме и тој јасно ни вели: во овој момент не постои македонска нација, треба да ја направиме сега. Не постои македонски јазик, треба да ја направиме сега. Не постои македонска православна црква, треба да ја направиме сега. И затоа Крсте Петков Мисирков ја добил титулата татко на македонската нација и јазик и култура. Значи, тоа е 1903 година. Сега, тоа се некои авторитети. Па добро е сега. На секоја втора реченица... Јас ти читам некои авторитети. Не можеш да ги спориш ти моите авторитети. Нема, тоа е наш. Тоа е наш. Тоа е вака. На секоја втора страница вели дека македонците се словени и дека словените треба да бидат, словените кои живеат на таа територија Македонија треба да ја прават таа македонска нација. Вика вака, човекот свесно меша работи. Ајде, слово. Кажи му дека во чест на освојувањето на Грција Филип изградил споменик Лав, кој постои и денес, не прадедо му, туку 100 години по Александар III, Фин Хелен, учествувал на Олимпијадата, а како услов морал да го даде кој ова 999? Имам и од Владо, мојот еден од режисерите исто пишеш. Чекај се, јас да ти прочитам, полека се. Ти кажеш ја, може? Може. Да кажеме, откупот од Мис Тон, тоа нели е јасно дека имало, дека се собрале парите ги донесува Сандански, Крсто Асенов, Сава Михајлов, дадени се 3000 лирика и Биолчев, 1000 лирика и докторот, сите ги дале парите назад, никој нема. И вика, овие пари тука, по општи линии, многу помогнаа за подигање на организацијата. Во најголем дел парите отидоа тука за борба против врховизмот. Значи, што сакам да кажам? Сакам да кажам дека биле јасни дека се они, биле чисти дека се, против кого се борат и кои се. Вака, Миленко, вака, јас си препорачувам топло на сите они кои знаат да читаат англиски јазик, да го земат оригиналот на Мис Тон, спомените на Мис Тон. 50% од овие прашања што денеска ги дискутираме, ќе им се разјаснат. Со кои луѓе работела Мисто, со кои луѓе седела и како тие луѓе се нарекувале себе и целата прикажа. Од 904-та Јане Сандански. До грците жители на Мелник, Серско. Одамна вие грците
сте навикнале да гледате на нашето македонско-одринско прашање како на чисто бугарско прашање. Сега само деловите читам. Борбата што ја водиме со врховистите, тие орудија на бугарската влада за вас нема никакво значење. Бугарија има свој освојувачки стремежи и кон Македонија, какви што има и Грција, какви што има и Србија. Организацијата се смисли, таа дала и премногу силни докази дека почива на интернационални начала, дека е самостојна и независна. И пише, но ние не сакаме бугарска Македонија, туку Македонија на македонците. Ја не сум дански, веројатно е некој вака познат тип. Милинко, значи вака, се ова е сосема друга тема, ако сакате. Па не е сосема друга тема, него дека биле свесни дека се македонци, Лјупчо, ти викаш дека не биле свесни. Ја, еве... Милинко, сега значи вака. Добро. Јас ти го те цитирам таткото на македонската нација, што пишува... Сега, не, вака, втора работа. Не, вака си, вака. Вака, ајде одиме понатаму. Сега доаѓаме тука, нели, почеток на 20 век. Во Турската империја, сите народи, кон крајот на 20 век, односно кон крајот на 19 век и почетокот на 20 век, добиваат своји милити. Милит, значи, на некој начин, она што во бивша Југославија го нарекуваме народност, некаква, нели? Значи, не предупреди ме, Дарко, дека со тоа ќе аргумент излезе. Право на признавање да го имаш името национално, собствени школи, собствени вестри организации. Во целата таа Турска империја само ромите и македонците немале свој милет. Секој што побрал му е дадено. 1905 година власите без востание, без ништо, бараат од султанот влашки милет, ту султанот им ги давал и тоа е денеска национален дел на власите. Власите веднаш после тоа организираат 130 училишта во Македонија и турската, нели, и таму кој што ги имало во Турција. Албанците 908 година го прават. 903 има Илинденско востание. Зошто нема барање за македонски милет од востаниците? И зошто воопшто пред сите тие 35 години кога се давали милети, никој од Македонија не побарал посебен македонски милет. Тоа е горе-доле време, сега не е Крсте Петков Мисирков, ова е друга револуционерна структура. Ја мислам дека, Лјупчо, ти прочитав како луѓето се чувствувале. Сега ти ова пак врти. Еве сега ти кажам уште едно, 916. Милинко, знаете што ми е поентата, вака сега. Ние долго време, додека растевме, учевме дека македонската нација е една од најмладите, ако волете. Дека македонската нација е една од најмладите нации во Европа. Пела е главен град на Македонија. Таа е на 30 км од граница со Грција. Окей. Добро. Значи вака, ние растевме, нели, комунистите вакви такви не забегуваа во некои други димензии, меѓутоа се знаеше дека и растевме со тоа сознание дека македонската нација е една од најмладите нации во Европа. Така беше, се сеќаваш. Да, супер погрешно сознание. Значи, после тоа денеска имаш ти босанска нација која е уште помлада од Македонија, бошнечка. Имаш црногорска нација. Тоа се срби со погрешна религија. Океј, црногорци кои имаш која е исто така помлада нација. Зошто ние патиме тој комплекс да прифатиме дека сме една од помладите нации, кога аргументите јасно го зборуваат? И што е тоа што не прави нас денеска помалку македонци, ако да речеме, кажеме дека во граѓански смисол нашата нација потекнува од почетокот на 20 век, ако нашите корени ги гледаме во словените, како сите други словенски народи на Балканот. Затоа што на тој начин нашиот идентитет, име и историја значи идентитетот и името се мени, а историјата се скратува. Ете затоа. Многу просто е одговорот, не знам дали појаве у 3 збори. Може ти прочитам малку? Може, да си прочитам. Добро. Француски разузнавачки документ 916, малку посовремено. Очекувајќи да се донесе конечно решение. Значи, Рене Пикард, тоа е некаков си шпион тука, од второто биро на армијата на Француското министерство за војна, француски разузнавач. Не може да се вака. Значи, Пикард предлага создавање автономна Македонија во нејзини природни граници, кои се определуваат на југ до